Почитуван председателе, почитуван мандатаре, почитувани колеги пратеници, почитувана јавност. Колега Спасовски, на толку големо искуство во политиката, дали навистина верувате дека со манипулација може толкова разлика на изборите да се постигне? Колеги од СДСМ, кои бевте делегитимирани на последните избори, делегитимирани од народот, од вашето членство и вашите гласачи претходно, поради штетните политики кои што ги водевте изминативе години. И одвај ви поминаа носителите и вашите измислени функции ко носителите на листите. Јас би сакала да имаме овде силна опозиција како што бевме ние во минатиот мандат. Не опозиција која што ќе молчи и ќе мјаука. Да ве потсетам зошто изгубивте. Заврши пресметката со медиуми кои не се под контрола на СДСМ и ДУИ. Заврши времето на игнорирање на новинари од МВР. Заврши нерационалното трошење на народни пари за луксузирање со мебел и скапи возила. Заврши времето на фалсификувани лични документи. Унапредувањето на кадри на неколку позиции спротивни на закон. Измислувавте афери за да се одржите на функција како онаа со 70.000 возачки дозволи. Заврши времето на бесправно лишување на политички неистомисленици и брутален политички прогон, господине Спасовски. Ништо не исполнивте, не ги обезбедивте нашите деца во својата држава. Се плашевме да отидат во училиште и во град и дали ќе се вратат безбедно. Потврливте со позорникарската служба која што беше ваше ветување. Затоа Скопје стана небезбеден град за живење или стана див Тексас. Се дила дрога буквално на секоја улица во секое мало. Ништо не направивте за тоа да ги заштитите нашите деца. Немавте никаква одговорност ниту за Дурмотурс, ниту за Бесатранс, ниту за клиниката во Тетово и така натаму. За време ваше се издадоа над 200 пасоши на белосветски криминалци, а за сметка на тоа заглавивте 600.000 граѓани во својата држава и надвор од неа, и за тоа треба да имате одговорност. Инаку, во ваше време се случи едно свирепо убиство на една малолетничка за кое што цела нација се зави во црно и бевме под стрес. Очекувам да имате одговорност за кризата која што ја создадовте за пасошите, со кое што кажав колку илјади граѓани заглавивте. Но затоа дојде техничкиот министер од ВМРО ДПМН, кој успеа да го зголеми бројот на издадени пасоши тројно повеќе од истиот период кога вие сте биле. Колега Оливер, 10 години бевте министер, цело време го зборувавте истото, тоа покажува дека ништо не сте реализирали и постигнали од своите ветувања. Во однос на жените, ниту вие не бевте нешто посјајни, но затоа бевте исклучително штетни за женските права во вашиот мандат.